Добро вечер во уште едно издание на 360 степени на Алсат. Геј студенти шират сида на Штипскиот универзитет. Ово и слични наслови што во изминатите недела две се појавија во медиумите низ земјава испровоцираа реакција на граѓанските организации кои се занимаваат со превенција и поддршка на лицата што живеат со ХИВ. Од невладините велат дека ваквото сензационалистичко известување за местото на живење, возраста, образовната средина и сексуалното однесување не само што можат да доведат до индиректно разоткривање на нечи идентитет, туку и сериозно ги обесхрабруваат луѓето да се тестираат за ХИВ. Оние што веќе се тестирале и се ХИВ позитивни пак ги одвраќаат од тоа да побараат здравствена заштита и да пристапат кон лекување. Повод за целата дебата беше објавувањето на податоците за новорегистрираните случаи на ХИВ од надлежните здравствени власти, при што беа лоцирани местото, возраста и начинот на кој овие лица се инфицирале со ХИВ. Источна Македонија беше посочена како ново жариште и мажи кои имаат секс со мажи како доминантен начин на пренос меѓу новорегистрираните. Во оваа емисија ќе ги сопоставиме аргументите на институциите и невладините организации. Дали алармирањето за одредени трендови може да донесе негативни ефекти кај други аспекти? Колку се алармантни податоците кои покажуваат дека за годинава се регистрирани веќе 31 нов случај за разлика од лани кога имало вкупно 28 случаи. Ќе зборуваме за проблемите и дискриминацијата со која се соочуваат лицата што живеат со ХИВ. Во емисијата зборуваат доктор Шабан Мемети и доктор Жарко Караџовски од Институтот за јавно здравје на Република Македонија и Драшко Костовски и Андреј Сених од граѓанскиот сектор. Во оваа емисија Сречко Поповски на свој начин ја коментира темата. Бидете со нас. Во студиото на 360 степени е Драшко Костовски, програмски директор на организацијата ХЕРА, која е дел од мрежа од 16 невладини организации кои работат на превенција, грижа и помош на лицата кои живеат со ХИВ во Република Македонија. Зошто решивте да реагирате на известувањето од медиумите, базирано на информации од институциите за последните случаи на ХИВ и зарем не е важно јавноста да се алармира за одредени трендови кои што постојат? Благодарам за поканата. Јас кога го видов овој напис, всушност неколку написи оваа година, неколку вести, ме потсетија на вестите од 80-ти години во Америка, кои што беа такви застрашувачки, панични, со бројки, со посочување и кои што не помогнаа да се сопре инфекцијата во Америка. Веднаш сакам да разјаснам, ние сме срекни како граѓански организации кога оваа тема е во јавноста, кога стручната јавност известува, кога медиумите, вашите колеги, новинарите ја покриваат оваа тема, меѓутоа кога се зборува за они информации кои што навистина можат да бидат полезни. Информациите кои што беа споделени не представуваат информации кои што можат да помогнат во спречувањето на инфекцијата, туку можат да создадат паника. Зошто? Знаете како, ХИВ и СИДА е практично една состојба која што можеби во човековата историја ќе биде запаметена по најголем број на предрасуди и осудување од почетокот до сега. Тоа можеби доаѓа поради начинот на пренос. Доминантниот начин на пренос на ХИВ се уште во светот е сексуалниот однос. Секако сексуалноста знае да биде контраверзна, знае да предизвика многу стереотипи и тоа може да влијае врз оние луѓе кои што практично се заразени со ХИВ. Може да влијае врз нивните животи, може да ги наруши нивните животи. Во таа смисла, веќе испоменавте, ние можеме да изгубиме контакт со оние целни групи со кои што соработуваме, кои што се изложени на најголем ризик и можеме да предизвикаме лицата кои што живеат со ХИВ да не се обратат до здравствена заштита. И сега тука морам да повторам некои работи кои што цело време ги повторуваме пред јавноста, а тоа е дека ХИВ не е карантинска инфекција, значи не се пренесува преку допир, ова не е жолтица во која што ние треба да ги известиме родителите на децата од одредено училиште дека во тоа училиште има жолтица, каде што е целосно оправдана таа информација.
се пренесува само кога не се користи кондом или по крвен пат кога не се користи стерилна опрема. Два исто така важни податоци е тоа дека антиретровирусната терапија им овозможува на луѓето кои што живеат со ХИВ долготраен и квалитетен живот и дополнително 96% ја намалува можноста за пренос на ХИВ. Значи, оние лица кои што живеат со ХИВ и имаат пристап до терапија, речиси дека не можат да го пренесат вирусот на по сексуален пат, точно. Тоа значи дека како главни стратегии кои што треба да ги имаме пред нас се неколку. Да користиме кондом, значи да знаеме како да се заштитиме, да имаме доволно информации, да се тестираме, затоа што тестирањето во Македонија е на многу ниско ниво. Ние имаме само 1% од населението кое што на годишно ниво прави ХИВ тест. Ако навремено се тестираме и го откриеме нашиот статус, ние имаме пристап до антиретровирусна терапија која што ни обезбедува долг живот и на некаков начин намалување на ширењето на вирусот. На некој начин влеговте во полемика со институциите во изминатата недела 2. Предлагам да ги видиме аргументите на Институтот за јавно здравје на Република Македонија, од каде беа објавени податоците кои предизвикаа реакции на невладиниот сектор. Александар Димитриевски разговараше со одговорните во Институтот за јавно здравје. Институтот за јавно здравје работи по светските стандарди во секој поглед кога станува збор за лицата со ХИВ или болните од СИДА. Овој речиси идентичен став го делат директорот на институцијата и надлежниот началник. Првиот човек на институтот Шабан Мемети не се согласува со информациите дека на носители на вирусот ХИВ или болни од СИДА им било ускратено правото на здравствена заштита во одредени институции. До нив не стигнале такви пријави, а правото било заштитено и со закон. Ne nuk kemi informacion të tillë, pasi Instituti i Shëndetit Publik zbaton objektivin ligjor të anonimitetit dhe çdo kush që vin testohet në institut shënohet vetëm me iniciale dhe asgjë tjetër nuk guxon me gjithë normativat vendore dhe ndërkombëtare të rregulativit ndërkombëtar të shëndetësisë që të tregohet emri apo ndonjë informacion tjetër. Rastet të cilat përmendet që pacientët me HIV-SIDA që paraqiten në institucionet shëndetësore në nivel shteti që janë refuzuar për trajtim, kjo nuk qëndron, pasi të gjitha institucionet shëndetësore në nivel shteti janë të obliguar në bazë të ligjit për mbrojtje shëndetësore të shërbejnë të gjithë qytetarëve. Nëse ndonjë pacient ose ndonjë rast paraqitet me smundje të tillë, institucioni duhet të përgatitur që të trajtojë në bazë të problematikave që ka pacienti. Është obligim ligjor për mbrojtje shëndetësore të gjithë qytetarëve në nivel shteti. На реакциите на НВО секторот, но и Штипскиот универзитет повеста во одредени медиуми дека сидата се шири низ Источна Македонија, при што беше објавено дека меѓу новозаразените се тројца студенти од таа високообразовна институција заедно со нивната возраст, реплицираше началникот на надлежното оделение Жарко Караджовски. Тој смета дека неговата изјава дадена во таа пригода со ништо не ги прекршува етичките стандарди, ниту пак влијае негативно на лицата кои евентуално би сакале да се тестираат. Сите информации кои ги споделил вели дека се дозволени по меѓународен стандард на кои се доставуваат до и објавуваат од Светската здравствена организација. Ја работам 23 години. Дали сте чуле досега за некое име да е пробиено во јавност? Ако јас ги чувам тие податоци 23 години, ако 2 пати годишно излегувам во јавност и ги кажувам истите податоци на многу сличен начин, си во овие години наназад. Ако бројките се испратени во Светска здравствена организација и CDC, Центарот за контрола на заразни заболувања во Штокхолм, и се објавени во меѓународни часописи на исти начин на кој што ја ги презентирам, тука нема спротивност на мислење. Со бројката моја и она што изнесов во јавност, дека во Источна Македонија имаме 8 случаи. Што има тука лошо во тоа? Па нема да кажам Северна Осетија и Јужна Тунгузија, ќе кажам Источна Македонија, тамо се состојбите. На никого лошо нема да му стане ако речеме дека се тоа во Штип, Кочани, Струмица и Свети Николе. Се на се 250.000 жители, па кој е тука
офуран или на некого да му се збори нешто лошо за нечија возрастна група. Ја кажувам на кои возрастни групи се болните и HIV позитивните. На најпродуктивното население, на лицата меѓу 20 и 39 години. И според Караджовски и според Мемети, целта и на НВО секторот и на Институтот за јавно здравје се исти. Причини за зголемениот број новорегистрирани случаи годинава, веќе 31, што е повеќе од 28 цела мината година, гледаат повеќе, но основни се подобрените услови и зголемениот број на тестирања. Се должи на поголем број места за тестирање, на поголема можност за едукација и информација, поголем број на кампањи, поголем број на тестови кои што се прават, при што Институтот за јавно здравје во секој момент имаме тестови за дијагностика и тестови за конфирмација. Така она што е битно за нас, невладиниот сектор доби 2 возила глобален фонд преку Министерство за здравство, кои што пак одат во 11 градови низ државава и може да се советуваат и тестираат таму на лице место, затворени во кабина. Значи, тоа се апсолутно можности кои што сме ги немале пред 7-8 години. Сега ги имаме. И тука нема ништо лошо, и камо среќа да биде така. Камо среќа еден ден да кажуваме не 25.000, него 250.000 теста да се направени. Според податоците на институтот, во моментов за HIV-сида во Македонија се тестира само едно лице на 100. Споредено со европските земји овој показател е низок, но истовремено Македонија е една од земјите со најмал број на граѓани со HIV или сида. Александар Димитриевски, 360 степени. Во студиото е Драшко Костовски од невладината Хера. Ги слушнавме доктор Мемети и доктор Караджовски. Тие сметаат дека ничие право не е прекршено и дека ниеден стандард меѓународен не е прекршен при ваквото соопштување на информациите за новорегистрираните. Дали го делите нивниот став? Па, во голем дел работите кои што ги кажа доктор Караджовски, со кои што соработуваме повеќе од 10 години и со самиот Институт за јавно здравје, бидејќи ние сме дел од таа заедничка инфраструктура, кон она што се вика одговор кон ХИВ, ги делиме и ние. Меѓутоа, јас не се согласувам со тоа дека некои податоци, особено при толку мал број на случаи на годишно ниво, велам релативно мал број, би требало да се споделуваат со општата јавност. Мислам дека би било доволно да се соопштува кумулативната бројка, дека во Македонија има пораст. Инаку, пак ќе речам, тоа се објективни податоци кои што постојат, меѓутоа тие повеќе се користат за некои епидемиолошки проучувања, значи тоа се и податоците од биобихевиоралните студии кои што се прават во Македонија, ние сме свесни одамна за тие податоци, меѓутоа кои што треба да послужат за правење на стратегии, односно за превземање на активности и интервенции на терен. Имајќи го предвид контекстот, не се согласувам со тој дел дека населението е информирано, дека има поголем пристап до информации. Имајќи го значи предвид контекстот, социјалниот контекст во Македонија, мислам дека и она што го видовме, дека може да се направи само паника и осудување на една одредена група од популацијата како виновна за преносот на ХИВ. Ви имате забелешки на изедначувањето на МСМ мажи кои имаат секс со мажи со геј популацијата. Зошто тоа не е исто? Па тоа исто така една претпоставувам терминологија која што ја користат епидемиолозите и воведена и постои од Светската здравствена организација и треба да го објаснам тоа за самите гледачи. Значи, мажите кои што имаат секс со мажи, односно МСМ, групата МСМ, е група со посебен ризик. Меѓутоа, таа група ги опфаќа сите оние мажи кои што повремено имаат однос со други мажи. При тоа, дел од нив не се идентификуваат себе си како геј, туку можеби да се мажи кои што се по својот идентитет хетеросексуални мажи. Така што тоа опфаќа една поголема група на граѓани на Република Македонија која што не се изедначува со оние кои што се геј мажи. Целата ова група лица се соочува со дискриминација, бројни проблеми во секојдневниот живот. Едно од лицата кои во моментот живеат со ХИВ, 31 годишник од Македонија, за 360 степени излезе со писмено сведоштво за конкретна ситуација што му се случила во 2014 година. За мојот идентитет и за мојот ХИВ позитивен статус дозна целиот персонал во здравствената установа, дури и оние кои воопшто не беа задолжени за моето лекување во болницата.
За време на неколкудневниот престој бев изолиран во посебна просторија на која беше залепена жолта лента со надпис "Забранет влез". Е сведоштвото на 31 годишник заболен од ХИВ кој преку писмо за 360 степени раскажува за дел од проблемите со кои се соочил. Но тоа бил само почетокот од третманот кој нашиот соговорник Јован го добил во една болница во земјава. Во еден момент, кога медицинската сестра ми ставаше венска канила, капачето на канилата падна на подот. Кога побарав да го промени, бидејќи со падот очигледно беше изложено на бактерии, медицинската сестра не само што не го стори тоа, туку и ми одговори дека јас веќе сум бил инфициран. Вели Јован. Ваков однос од институциите, игнорирани од општеството, обележани од обкружувањето, дури и напуштени од семејствата. Тоа е секојдневието со кое живеат дел од лицата со ХИВ вирусот во земјава. Стравот, но пред се и недоволната информираност во јавноста за болеста дополнително го отежнува прифаќањето на заболените како луѓе кои со соодветна терапија можат да водат речиси нормален и долг живот. Токму таквиот однос и можноста да бидат стигматизирани ги тера овие поединци да ја кријат својата состојба и како што велија Андреј Сених од Заедно посилни, наместо прво да прашуваат колку ќе живеат, приоритет има кој се ќе дознае. Луѓето се охрабруваат да можеби потенцијално се изложат повеќе пред поширока некоја средина, дури откако ќе немаат што да загубат, затоа што веќе нивниот најблизок круг на пријатели, соработници и така натаму, можеби без нивна контрола дознале за својот ХИВ статус и тоа е малку поразително. Меѓутоа, знаете, не можеме да очекуваме од луѓе чии што права постојано се прекршувани да тие го променат односот за да се промени општата свест во јавноста за проблемот. Заедно посилни постои токму за да им помогне на овие луѓе, овозможувајќи од психосоцијална па се до правна поддршка. Сених објаснува дека Сдруженијето делува и преку така наречената врсничка поддршка во која лица со поголемо лично искуство овозможуваат практични совети за новите членови, меѓу кои се и објаснувањата за нивните права, кои најчесто се прекршуваат на пониските нивоа во здравствениот систем. Еден од најчестите проблеми е навредлив однос токму во рамки на здравствената заштита, одбивање на здравствени услуги, например одбивање од матечен лекар, па се до одбивање на хируршки интервенции за кои што се разбира може секогаш да се дадат најразлични објаснувања за да не испадне нели дека директно некој пациент е дискриминиран. Често сме имале случаи каде што за нивниот ХИВ статус, односно за нивната здравствена состојба, од страна на здравствени работници, информацијата станува проширена, обелодената пред трети лица без дозвола на самиот пациент. До сега до Комисијата за заштита од дискриминација поднесени се представки за неколку индивидуални случаи, а за еден од нив се чека на одговор повеќе од 2 години. Сепак, дел од решението на проблемот не го гледаат исклучиво во правните мерки, туку во отвореното зборување во јавноста за оваа болест. Не можев ниту да предпоставам дека вакво нешто може да се случи во 2014 година во здравствена установа, а уште повеќе дека оваа моја диагноза толку драстично ќе се одрази на мојот приватен живот и ќе му нанесе непоправлива штета. Да нема забуни, 31 годишникот од Македонија Јован Јован е всушност псевдоним. Ви го должиме ова како информација, пред се поради тоа што беше предмет на дебата и во досегашниот тек на емисијата. Во студиото и натаму е Драшко Костовски од Хера. Имате ли други вакви слични примени на дискриминација и проблеми во секојдневието на овие лица? Неколку наши истражувања укажуваат на тоа дека во секоја прилика, кога лицата кои што живеат со ХИВ го откриле својот статус, тие се соочиле со сериозни проблеми. Можеме се навратим, ова морам да потенцирам, ова не е нова тема. Можеби повозрасните гледачи ќе се сетат дека ние уште на крајот на 90-тите го имавме случајот на Стојан Конев, кој што знаеме во какви животни услови живееше поради тоа што беше откриен неговиот ХИВ статус. Имаме многу случаи кога е одбиена здравствена услуга, имаме случаи кога луѓето го загубиле своето работно место, имаме случаи кога морале да го напуштат семејството, биле екскомуницирани од своето семејство.
Така што самиот податок дека ваква состојба се случува во 2014 година и тоа во здравствена институција, каде што здравствените работници би требало да бидат сензитивни по овие прашања, укажува дека колку се сензибилни податоците за лицата кои што живеат со ХИВ. Од вашата мрежа тврдите дека во средините во кои не се почитуваат правата на маргинализираните групи и тие се сокриени, невидливи во општеството, ризикот од ширење на ХИВ е многу поголем. Ке го да објасните ли ова и во каква врска може да се доведе сето ова со новата иницијатива за уставни измени и дефинирање на бракот, но и на вонбрачната заедница? Еден глобален преглед на состојбата со ХИВ укажува на тоа дека постои прогрес на светско ниво. Имено бројот на инфекции од 2001 година навака е намален за околу 40% и смртноста исто така е намалена за околу 35%. Меѓутоа, ако блиску погледнеме што се случува во Источна Европа, ќе видиме дека ситуацијата е драматична. Значи, таму имаме покачување на бројот на нови инфекции повеќе од 200%. Ние знаеме дека во овие земји, тоа го кажуваат и светските и организациите на Обединетите нации, не се почитуваат човековите права, не се почитуваат правата на овие групи кои што се под ризик и нема одредени мерки, не се применуваат одредени мерки кои што покажуваат успех, а тоа е пристапот тестирање и пристап до антиретровирусна терапија. Ако се вратиме кај нас, не можеме да во оваа дискусија која што имаме денес, не можеме да замижиме пред фактот дека ние имаме закон за заштита од дискриминација кој што сексуалната ориентација не ја вклучува како основа за дискриминација. Имавме бројни напади на активисти во сред бел ден на плоштадот, имавме напади на центарот, на ЛГБТ центарот, дури и обид за негово уништување комплетно, и сега имаме промена на уставот. Мислам дека Македонија ќе биде првата земја која што ќе ограничи, ќе забрани практично истополови врски од каков било тип. Значи, ние не го менуваме само уставот во однос на бракот и на вонбрачната заедница, туку станува збор за каков било вид на врска. Ова секако придонесува до овие луѓе да бидат повлечени, да бидат исплашени, да бидат под притисок. Тоа значи нивно криење, тоа значи лоша проценка на ризикот кога се влегува во сексуални односи. Така што и tekako овој контекст, оваа атмосфера има врска врз оваа тема која што денеска разговарам. Какви се трендовите во Македонија во однос на начинот на кој што се пренесува ХИВ, но и Македонија во однос на другите земји од регионот? Имаме една статистика, предлагам и да ја видиме, но веќе соопштивме во емисијата од 1987 до сега се регистрирани 228 лица инфицирани од ХИВ вирусот. Еве статистиката за земјите од регионот. Грција 0,1% од населението живее со ХИВ, 11.000 од 11 милиони жители. Србија помалку од 0,1, 3.500 на 7 милиони жители. Хрватска помалку од 0,1, 1.200 лица живеат со ХИВ на население од 4 милиони жители. Бугарија 0:1, помалку од 0:1, 3.900 на 7 милиони. Словенија 1000 жители на 2 милиона, Албанија помалку од 0,1, 500 лица живеат со ХИВ на земја од 3 милиони жители. Рековме дека само 1% од населението во Македонија се тестира од ХИВ. Каде сме ние во однос на регионот? И дали со 1% тестирање може да се добијат вистински трендови или тие сепак може и да не носат на лажна трага понекогаш? Значи, она што мора да го знаат граѓаните, веќе мислам дека стручните лица од институтот го кажаа, тоа е дека Македонија е со најниска преваленца на ХИВ во регионот. Меѓутоа, мора да потенцираме дека мерките кои што ги превземаме од 2004 година навака се насочени кон одредени групи. Тоа значи дека интервенциите, односно тестирањето, се изведува најмногу помеѓу одредени ризични групи.
Така што сликата која што имаме во Македонија, како што рековте, со помалку од 1% од населението кое што се тестира на годишно ниво, имаме пореална слика за самата состојба во одредените целни групи. Ние немаме слика за општото население. Затоа е многу битно уште еднаш да повториме дека сите треба да се тестираат. Тоа е многу брза, едноставна постапка која што е бесплатна, доверлива и доброволна пред се. Во десетина градови во Македонија има можност луѓето да се тестираат и да го видат својот статус, за да имаме подобра слика за целата земја. И многу малку време ни остана. Што прават институциите, што правите вие, што правите заедно и дали е тоа доволно на планот на превенција и на грижа за луѓето кои што живеат со ХИВ? Кратко ве молам. Така, значи од 2004 година има воспоставено многу добра структура. Меѓутоа таа е поддржана со надворешни средства. И од 2016 година државата треба да најде средства како ќе поддржи оваа структура финансиски и ќе го возможи учеството на невладините организации. Мора да обезбедиме пристап до антиретровирусна терапија, која што од минатата година беше поддржана со дополнителни средства и тоа е за секој за поздравување. Мора да мислиме на поголем број на информации, поквалитетни информации во рамки на образованието. Значи воведување на сексуално образование и децата од рана возраст да знаат како се пренесува ХИВ и како да се заштитат и да го сменат своето однесување, да го зголемиме тестирањето, но и секако да ги вклучиме мажите во сексуалното и репродуктивно здравје, да посетуваат што е можно почесто сервиси за сексуално и репродуктивно. Благодарам што бевте гостин во 360 степени. По рекламите ќе видите саботажата на Сречко Поповски. Добре дојдовте назад, ова е емисијата 360 степени на Алсат. Најавивме пред рекламите, сатиричниот коментар на Сречко Поповски е наред во оваа емисија. Требале да има уставни измени за дефинирање на бракот. Тоа што беше актуелно во собрание. Имаше, да или не? Ама ти си против. Со ниеден збор не го поддржа тоа. Ти си симпатичен дечко, можеме да те главиме за председател. Па сега, зависи. До сега сексуалната ориентација не ми излажала, така да претпоставам дека не ќе можам да извршам на боле дека што треба. Ке пробаш, убаво ќе ти види. Ова јавно невкусно додворување по ништо не се разликува од она на оние, што му дадоа подршка на концептот за справување со слободата, а не со болеста, обидувајќи се да покажат дека се подготвени да потклекнат пред предизвикот. Тоа е чист доказ дека на светот не постои ниту една болест која е позаразна од власта. За мене тоа е болест. А вие одите си со мода
во корак. А од тогаш, пазите, кога одите, мора да одите строго. Благодарам за вниманието. Бидете повторно со 360 степени в среда од 22:30.